civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Во јавноста се лиферуваат информации и медиумски содржини според кои европската солидарност е во криза. Го гледаш ли како ситуација која е реална или е фингирана, односно режирана за да може да се намали рейтингот на Европската унија која гледаме и според сите, буквално сите истражувања е навистина огромна. Меѓутоа и покрај тоа постојано редовно гледаме содржини во кои се зборува дека Европска унија е всушност разединета, дека се распаѓа, дека не е солидарна и така натаму. Дали е точно тоа? Чебир, Европска унија е структура која што веќе 70 години обстојува и која што е постојано мета на ваква пропаганда и на вакви напади. Секако дека и требаше време да се организираат државите членки на ЕУ и европските институции, бидејќи сите овој вирус ги затече неподготвени или делумно подготвени. И мислам дека секако секогаш може и подобро и повеќе, но јас сум сигурен дека Европската унија она што го прави до сега е многу важно и многу добро за консолидација и за меѓусебна помош. Ние веќе гледаме на дело како оние држави кои што можат да прифатат поголем дел од одговорноста, прифаќаат, да речеме, италијански пациенти одат во Германија со специјални летови, се пружа секој вид на помош која што е можна. Наспроти тоа се прави една помпа и една пропаганда од помош од други центри, од други држави, од Кина, од Русија и така натаму, а во суштина многу често се случува секако секоја помош е добре дојдена, тука да немаме дилеми, меѓутоа лошо е кога таа помош се користи во цели на политичка пропаганда и заради подкопување на европските вредности и ЕУ. Мислам дека со механизмите на ЕУ кои што се воспоставени во последните недели, таа солидарност функционира добро, солидно и веќе се чувствуваат и нејзините резултати. Она што е за нас битно е што ние сме вклучени на равноправни основи како државите членки и како оние држави што преговараат и во достапноста на набавките на најпотребните медицински производи. Сега одскоро и во денес имаше писмо од министерот за надворешни работи на Северна Македонија Димитров и од другите министри од регионот, кај што бараме да бидеме изземени од оној систем на давање на дозволи за извоз на медицинска опрема кај нас и ќе бидеме изземени по моите информации, така што ќе имаме ист статус како и Норвешка, Швајцарија или другите држави членки. И тоа е голема работа за државите од Западен Балкан, бидејќи се повеќе за едно многу кратко време практично влеговме во кругот со исти статус како и државите членки, што е голема порака за овој регион, дека ние припаѓаме таму и дека уште повеќе нашите партнери од ЕУ сметаат на нас и сметаат на нашето партнерство, иако и самите имаат проблеми во овој момент, знаеме, Италија, Шпанија, Грција имаат. Меѓутоа, можам да ви кажам дека имаме одлична соработка и со соседите, со Бугарија и со Грција, имаме одлична координација во време на оваа криза и само пофални зборови. И се друго е пропаганда, само тоа би рекол. Во тој контекст, Бојан, во овие трагични времења за целата планета, за целото човештво, изгледа како на некои политички партии во земјава поважен да им е политичкиот рейтинг отколку да помогнат во справување со пандемијата. Секој чекор, секоја изјава, пресконференција, дури и хуманитарните активности, поддршката, собирање некаква хуманитарна помош, се обојуваат партиски. Ако на тоа им се додадат па и лажните вести и дезинформации кои секојдневно се дистрибуираат од одредени партиски штабови, до медиумите, до јавноста, во пропагандата, се чини дека во Северна Македонија инфодемијата се надпреварува со пандемијата. И како ќе коментираш оваа ситуација? Дали може да ни посочиш конкретни случаи и примери за валканата политичка пропаганда
во земјава и како да се справиме со инфодемијата. Еве, Министерот за здравство, тимот на владата ни кажуваат секој ден како да се справиме со пандемијата, но како да се справиме со инфодемијата, која исто така може биде подеднакво опасна. Мислам дека е ова сериозно прашање и ќе бидам прилично конкретен. Жалам што ВМРО ДПМН е како главна опозицијска партија која што патем речено и учествува во владата во овој формат, што се постави крајно неодговорно и недржавнички во овие моменти. Најпрво што се обидуваат по секоја цена да ја нападнат и владата, односно останатиот дел од владата и министерот Филипче, кој што секојдневно без престан се бори за престанок на ширење и за справување со последиците од овој смртоносен вирус со кој што се бори целиот свет. Жалам што го користат дури и помошта од нашите пријателски држави во партиски цели. Дури вчера имаше еден пост на господинот Муцунски, меѓународниот секретар на ВМРО ДПМН, во кој што вели дека конзервативните влади покажале на дело солидарност. Мислам дека е тоа многу штетно и многу опасно и го разорува нашето општествено ткиво, но и европското ткиво, затоа што мислам дека во овој момент никој во Европа не гледа која влада, од која партиска боја или која опозиција од која партиска боја, на кого и на каков начин ќе му помогне. И затоа мислам дека тие коментари се под секое ниво. Зарем јас, например, бев убеден дека помошта што доаѓа од Словенија е помошта од словенечкиот народ кон граѓаните на Република Северна Македонија. Исто така е помошта од Унгарија дека е помош за нашиот народ и за сите, без разлика кој од која партија доаѓа. И јас верувам дека повеќето граѓани така ја доживуваат помошта, бидејќи се поинаку би било нелогично и несериозно. Замислете да почнат владините представници за секоја помош, еве вчера имаше од Турција, имаше и од други држави, денеска се објави од Холандија, од Швајцарија. Замислете ако почнеме да презентираме како партиски обезбедена помош или кредити кои што би ги добиле како кредити обезбедени од некоја партија. Тоа само укажува, Џабир, за жал, дека таа матрица на едно партиско владење на се и од умот па натаму се уште владее во ВМРО ДПМН и тоа е жалосно и тоа само кажува дека се многу далеку од очекувањата на граѓаните и од она што би требале да бидат. Во овие моменти, кога сите се бориме против само еден непријател, а тоа е ширењето на пандемијата и исправување со последиците од тоа, ВМРО ДПМН тоа го користи за ефтини политички трикови и јас сум убеден дека тоа ќе им се врати како бумеранг и дека граѓаните тоа ќе им го наплатат порано или подоцна кога и да бидат изборите. Благодарам за директниот одговор, кој впрочем и се подразбираше и го очекував од тебе. За крај би сакал уште еден голем и глобален, меѓутоа и наш македонски проблем, тоа е руското влијание. Руското влијание и действувањето на авторитарните антизападни и антиевропски структури е повеќе од евидентно. Тоа не мора да се спори, секој ден гледаме аргументи, факти и докази за тоа. Колку сериозна е заканата од нив, од антизападните структури, од руското влијание, по евроатлантските интеграции и по широко македонските национални стратешки интереси? Мислам дека оваа точка, оваа појава, ова прашање на руското влијание и генерално на антизападно влијание не смееме да ја прецениме, но никако не смееме ниту да ја подцениме. Ние јасно бевме означени како мета на овој тип на борба меѓу Западот и Истокот, особено од страна на руските официјални лица. Неколку пати бевме означени, без разлика на тоа што имаме пријателски односи, имаме и коректни економски односи. Мислам дека е секогаш добро да се знае да се потенцира дека нашите стратешки интереси се во НАТО и во Европската унија. Од таа појдовна точка можеме да соработуваме со секого ако сме на чисто дека ние сме членка на НАТО и дека сакаме да бидеме наскоро и членка на Европската унија. Би рекол, треба да бидеме внимателни, бидејќи до членството во НАТО имавме многу
сериозни напади и на лажни вести и јас мислам дека со таа појава треба секојдневно да се бориме, дека треба за нашите интереси без задршка да се бориме, затоа што тоа го прави секоја држава, а мислам дека нашите интереси се јасно и недвосмислено прикажани од граѓаните, преку 75% за членство во НАТО и Европската унија. И тука не треба да имаме дилеми, компромиси или договарања, а со секого можеме да имаме коректни и добри односи доколку го прифати нашиот став и нашиот интерес да бидеме членка во НАТО и членка во Европската унија. Ние сме ги прифатиле тие вредности, за нив ќе се бориме и ќе ги спроведуваме. Така што според мене треба да бидеме во сојуз со сите оние кои што се соочуваат со истиот проблем и заеднички да се справуваме со него. Борбата против лажните вести е борба за демократија. Таа не е борба за нешто друго, бидејќи целта на лажните вести е да го подриваат демократскиот систем и да воспостават хаосот кој што најчесто профитираат диктатори. Благодарам многу за ова интервју. Бојан, остани во добро здравје, чувај се гледаме во подобри времиња. Се гледаме и се најдобро. најдобро. Поздрав. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.